Вистински фудбалски празник се случи на стадионот во Ново село, каде што се срета екипите на Кежовица и на Кит Го Пекчево. Надпревар кој привлече голем број на пријатели на фудбалот, на кои самиот Господ Бог им се смилува, подарувајќи им идеални временски услови, откако преходно наварна обилен дожд. За разлика од временските, условите за гледачите за следење на надпреварот беа повеќе од мизерни. Крајно време е структурите на Фудбалската федерација на Македонија да помогнат во формацијата на фудбалот и во пониските лиги и со мали инвестиции направа хумани потези. Во услови кога се донираат средства од УЕФА и ФИФА за подобрување на спортските услови, редно е дел од тие средства да се пренаменат и усмерат и кон овие клубови кои израчат со убавина и се вистински расадник на фудбалери. Исто така и локалната самоуправа на Штип со години наназад најавуваше и ветуваше изграба на трибини, но до ден денес ништо не е сторено, а згора на тоа самата околина наликува на депонија. Што се однесува до фудбалскиот дел, скоро половина час имаше надмудрување на средината на теренот со повремени обиди да се загрозат головите на Постолов и на Јамаковски. Кит го во водство од 0:1 дојде во 31-та минута со гол што го постигне Иван Колев. На 0:2 с големи во 45-та минута Мартин Стојанов, резултат со кој се отиде и на одмор. Во вториот дел, Кит го с големи на 0:3 со голот на Дарко Нацев во 65-та минута, на кого ова му беше првиот контакт со топката откако преходно влезе во игра. Во 68-та минута Емил Рунтевски им побегна на своите чувари и постигна гол за намалување на резултатот на 1:3. Во 85-та минута Кит го с големи на 1:4 со вториот гол на Дарко Нацев, кој се покажа и како конечен резултат на овој надпревар. Еве ги комплетните резултати од ова 16-то коло. Брегалница Голах, Слоги од 1934 1:1, Малешов Чеполе 2:2, Зрновка Рудар 1947 0:3 службен резултат и Кежовица Кит Го Пекчево 1:4. Табела. Кит Го Пекчево е на првото место со 46 бодови, второ место Малеш со 26, третото и четврто место го делат Кежовица и Брегалница Голак со по 24 бодови, петто место Рудар 1947 23, шесто место Овчеполе 22, седмо место Слоги 1934 со 16 и последна Зрновка со 1 освоен бод, која најверојатно од следното коло и ќе го напушти првенството во третата фудбалска лига група Исток.